Старите адети кажуваат дека взори на Велики четврток треба да се вапца барем едно црвено јајце. Првото вапцано јајце му се наминува на Господ и се нарекува Господово. Второто е за домаќинот на семејството, а третото за берикет. За првото јајце се верува дека има голема моќ, па затоа неговото место е под иконата. Во народните преданија се вели дека со него се лекуваат одредени болести. Обичаите велат дека домаќинката не треба да биде гладна кога започнува со вапцување на јајцата. Треба да касне макар еден залак хлеб, зашто на празен стомак јајцата не носат радост. Туку би можело оној што ги вапцува да биде несреќен и болен. Сепак и во вапцувањето јајца, како и во сите други нешта што се работат, секогаш е најважна добрата мисла. Така што излезат првите сончеви зраци на Велики четврток, домаќинката ги буде неблиските со првото јајце им поминува по лицето со зборовите: црвено, бело, дебело. Вапцувањето на јајцата за Великден представува символ на животот и раѓањето, а црвената боја со која најчесто се бојат јајцата ја представува Христовата крв. Тој обичај според преданието потекнува од чинот на Марија Магдалена, која по Христовото страдање тргнала во Рим за да го проповеда Евангелието. Кога излегла пред царот Тибери, му подала црвено јајце и рекла: Христос воскресна. Великден е центарот на православната вера и празнувањето. За верните, периодот пред Великден е долго патување исполнето со покаяние, прошка, измирување, молитва, пост и учење. Со пристигнувањето на Великден се празнува победата на животот над смртта. Без верување во Христовото воскресение не е можно да се верува во Христа како Спасител. Со еден збор не е можно христијанството, не е можно да се биде христијанин. Затоа апостол Павле одлучно и јасно изјавува: ако Христос не воскресна, празна е нашата проповед, празна е и нашата вера. Без Христовото воскресение се е привид, и Христос и сите негови дела и се вкупното негово учење. Затоа и самиот Спасител уште за време на своето живење на земјата укажуваше на своето воскресение како на настан кој ќе ја објасни неговата личност и неговото дело. Пред своето воскресение Спасителот поучуваше на вечен живот, но со воскресението покажа дека тој навистина е вечен живот. Со воскресението од гробот Христос ги круниса сите празници. Тој доброволно пострада на крстот за искупување на нас, грешните, на Велики петок. Бог страдаше и воскресна за љубов кон човекот.